По најавата и рекламите, време е за вестите обсежно, за сите поединечно. Општините од денеска нормално функционираат. Градоначалниците почнаа со подпишување на документите со цел граѓаните да ги добијат потребните услуги на кои чекаа половина месец. Градоначалниците од денеска во нивните кабинети почнаа нормално да работат. Нивните подписи се валидни и ги подпишуваат сите предмети и документи за исплата на плати и кон компаниите кои ги реализираат инфраструктурните проекти. Дарко Митевски, градоначалник на општина Македонска Каменица, воедно и член на управниот одбор на ЗЕЛС, за Ирис телевизија вели дека општините од денеска не се блокирани. Градоначалниците од денеска можат да ги подпишуваат сите документи кои им беа потребни на граѓаните, а исто така и навреме да се исплатат плати на општинската администрација и на децентрализираните институции. Граѓаните кои имаат купопродажни договори за недвижен имот од денеска можат да си ги добијат и решенијата од општините и да си го платат данокот на промет, по купување или продавање на куќи, станови и други објекти. Општините не се веќе соврзани раци, од денеска можат да распишуваат огласи за продажба на градежно, неизградено земјиште за куќи, станови, стопански објекти, со што општините ќе може да очекуваат и дополнителни приходи. Минатата година во буџетите на општините од Истокот не се слеа најмалку 5 милиони евра, токму од продажбата на парцелите. Мандатите на градоначалниците и на советниците им се продолжени, а локалните избори ќе се одржат на 15 октомври. 5 јуни насекаде низ светот се одбележува како ден на животната средина. Оваа година мотото е поврзување на луѓето со природата. Годишното мото на одбележувањето на Светскиот ден на животната средина 5 јуни е поврзување на луѓето со природата. Целта на оваа тема е да се потсети да поминуваме повеќе време во природа, да ја почитуваме и славиме нејзината убавина и да се залагаме за заштитата на планетата Земја. Еколошкото друштво Виножито во штип на 2 децении работи на заштитата на животната средина, посебна едукација добиваат младите луѓе. Животната средина е нешто најважно за секој човек. Би кажала дека Виножито честно ја работи оваа работа, едукација за заштита на животната средина. Но не би могла да се пофалам дека нешто е многу променето во нашата животна средина. Сметам дека сите на тоа поле треба да се погрижиме. Моите сознанија дека и во сите околни држави животната средина е позаштитена и поголема чистота има во градовите. Не ни служи на чест и сметам дека на ова поле сите треба да поработиме малку повеќе од првиот до последниот, од најмладиот до најстариот, затоа што отпадот е навреда за очите. Ние како Виножито работиме во директно животно обкружување во еколошкиот парк во Дузлакот, кој што е импровизиран парк, би рекла јас, кој што го создал е наш координатор, агроном инженер, но би рекла дека треба да се инвестира во него, да се направат уште некои урбани работи, пристапни патеки, затоа што сите деца што дојдат секогаш се задоволни и радосни. Значи некој треба да ги извади од пред компјутерите, од пред таблетите, пред училишните клупи, кај што седат 7 часа. И родителите, и наставниците, и локална самоуправа, и влада, ама во овој момент ќе кажам порака до сите. Сите да се замислиме дали нашите дечиња ќе имат здрави кичми кои ќе порастат. Целта на одбележувањето на Светскиот ден на животната средина е свртување на внимание кон еколошките проблеми во светот, а по тој повод се организираат бројни активности со учество на јавноста, владиниот и невладиниот сектор. Каланџиевска потенцира дека во регионот има неколку сегменти кои треба да бидат приоритет на заштитата на животната средина. Повеќе време Виножито укажува дека планските депонии е нешто под број 1 што треба да се направат во нашата држава. Час поскоро треба. Значи, кога ќе се организирано сметот одложува во планските депонии кои што ќе речем дека отпадот е економски ресурс. Тоа мора сите да го сватиме. Кога тоа ќе го сватиме ќе направиме плански депонии, значи нема да ги загадуваме градовите, туку тоа ќе имаме бенефит. Под број 2, пречистителна станица на отпадните води од канализационата мрежа под нашата бања, убава Кежовица, не ни служи на чест. За 25 години, ако не можевме ова да го решиме, е срам за сите нас. Потоа, ќе кажам нешто важно што никој не го кажува.
секоја чест на социјално загрозените и на ромските луѓе кои што собираат пластични шишиња, ни ги исчистија каналите, ни ги исчистија реките, што беа загадени и загушени од пластичните шишиња. Значи, тоа е, ако централно се нешто нареди, значи да се рециклира, значи може да се организира. Понатаму за се друго треба да се организираме за секој проблем еколошки сите да се заложиме. Конкретно, за дивата сеча е алармантно нешто. Треба да се грижиме. Некогаш може само еден шумар во шумите да ги заштити, а сега имаме и шумска полиција, имаме и инспектори. Значи, а понатаму продолжуваат шумските пожари, продолжуваат парање на старништата, дивата сеча. Значи, сите сложно треба да работиме на тоа што ни е најважно. Светскиот ден на животната средина е креиран од Генералното собрание на Обединетите нации во 1972 година на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за животна средина, а се прославува од 1974 година во повеќе од 140 земји во светот. Општината го изгради и ИСР го уреди просторот околу него. Мултимедијалниот центар во Штип, онака како што изгледа сега, посебно надворешниот дел е дело на Штипското комунално предпријатие ИСР и на вложениот труд на вработените кои се грижат за неговото одржување. Мултимедијалниот центар во Штип е еден репрезентативен објект во нашиот град кој заслужува внимание, таков не само поради тоа што се изгради, туку и затоа што удел во неговиот целосен надворешен изглед има и Штипското комунално предпријатие, кажа денеска на пресот јавното предпријатие ИСР, кое холтикултурно го уреди просторот околу него. Ние како јавно предпријатие, како што сами знаете, хортикултурно го средивме овој простор околу самиот центар. Редовно се одржува, редовно се коси, се чисти, така да е пример во нашиот град како треба да изгледа еден објект кој што е во сопственост на општината и се чува од страна на општината, а е во интерес на сите граѓани. Мултимедијалниот центар во Штип се изгради на локацијата на старото руинирано летно кино во паркот Бриони. Изградбата почна пред 2 години. Претходно сами знаете дека овде беше рушевина, дека овде беше оставено на заборовот на минатото. Ние како јавно предпријатие, заедно со локалната власт, успеаме ова да го претвориме во едно добро катче. Ова е уште еден успешно реализиран проект на општина Штип и плод на соработка со ИСР, потенцираше директорот на ова комунално предпријатие, иако овој проект се реализираше и со средства од ИПА програмата на Европската Унија. Денес представува значаен културен центар со киносала и повеќе наменски простори за креативно изразување на уметниците, а е единствен ваков центар во источниот регион. Расте бројот на малолетничка бременост во државата. Ако во 2015 година биле регистрирани само 13 новороденчиња родени од мајки деца под 15 години, во 2016 година нивниот број достигнал до 26 бебиња. Досегашните искуства на терен укажуваат дека добар дел од девојчињата кои малолетни стапуваат во брак се жртви на семејно насилство, а истовремено со чинот мајка го загрозуваат своето кревко здравје. Расте бројот на малолетничка бременост во државата. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, во 2016 година во државата се регистрирани 26 новородени деца од мајки на возраст под 15 години. За разлика од 2015-та, кога само 13 девојчиња под 15 години на свет ги донеле своите рожби. Дека се почесто се склучуваат малолетнички бракови и децата раѓаат деца, алармира и невладиниот сектор. Самата појава придонесува да децата останат надвор од образовниот процес, најчесто ги прекинуваат училишните денови, значи заминуваат од образованието и со тоа значи дополнително уште повеќе остануваат надвор од сите случувања што треба да ги има една млада особа. Малолетничките бракови треба да се гледаат и како форма на родово базирано насилство. Значи, заради тоа и треба отворено и родителите и децата да разговараат во рамки на семејството, да се превенира оваа појава и да останат во образовниот процес. Македонското законодавство не дозволува склучување брак со малолетник кој не наполнил 18 години. Сепак постојат одредени исклучоци што ги користат родителите. Со одлука на надлежен орган на судот да може и со и лице кое е помеѓу 16 и 18 годишна возраст, меѓутоа тоа е оценка на судот пред стручни лица кои тоа ќе го дозволат.
И втората забрана, така да кажеме, е содржана во кривичниот законник, каде што децидно е наведено дека живењето во вонбрачна заедница со малолетно лице е казниво и казната затвор за такво кривично дело е дур максималната казна и 5 години. Досегашните искуства од терен укажуваат дека добар дел од девојчињата кои малолетни стапуваат во брак се жртви на семејно насилство, а истовремено со чинот мајка го загрозуваат и своето здравје. Новата влада го укинува она што не им се допаѓа. Промени во проектот Мој термин, а докторите само ќе се наградуваат наместо да се казнуваат. Ова се само дел од измените кои денес ги објави новиот министер за здравство Арбен Таравари. Тој истакна дека учинокот ќе остане, а платата ќе биде 100%. Под знак прашалник се ставаат и работните места на економските директори. Новиот министер планира овие места да бидат укинати, а парите кои досега беа наменети за плати и придонеси за вторите директори ќе бидат пренаменети за награди за најуспешните доктори. Среќен понеделник и за учениците. Тие денес не полагаа екстерно тестирање, а наскоро им почнува и летниот распуст. Во училиштата нема екстерно тестирање. Учениците се среќни, а наставниците ослободени од притисокот за казни, односно дали учениците ќе ја потврдат оценката или ќе потврлат. Екстерното тестирање според наставниците ќе остане како една од најнеуспешните реформи во нашиот образовен систем. Според нив секоја реформа која се носи во образованието треба да биде донесена врз основа на анализи, но и на она што практичарите ќе го кажат како мислење. Откако новата министерка за образование најави дека ќе има низа на реформи во високото образование, наставничкиот пленум повторно се активираше. До крајот на тековната учебна година остануваат уште само неколку дена, пошто почнува и летниот распуст за учениците, додека за матурантите на 10 јуни ќе се реализираат тестирањата кои се дел од државната матура. Изборните предмети кои што се полагаат на екстерно ниво веќе ќе бидат реализирани на 10 јуни, 12 јуни и третиот изборен предмет на 14 јуни, а веќе после 15 јуни следува полагањето на изборниот предмет на интерно ниво до 28 јуни, така што вообичаено е после месец дена од тестирањето, односно државната матура, излегуваат, се објавуваат прелиминарните резултати, можноста за приговори. Средните училишта се подготвени и за уписите на средношколци во прва година. Уписите ќе се реализираат на 28 и 29 јуни. Членовите на Штипската академија Евроарт со успешни настапи и освоени награди на фолклорните фестивали кои се одржаа во Инјево и Стражица. Членовите на Академијата Евроарт од 31 мај до 2 јуни во Бугарија во општина Стражица настапија на фолклорни игри. Настапија фолклорната, инструменталната и литералната секција. Во периодот од 31 мај до 2 јуни членовите при Академијата учествуваа на неколку уметнички активности во општина Стражица во Република Бугарија. Фолклорната школа учествуваше на манифестација по повод Светскиот ден на детето. Инструменталистите имаа солистички концерти, додека пак литератите читаа современа македонска поезија заедно со неколку поети од Бугарија. На заедничко литературно читање. На секој перформанс оставивме максимално позитивен впечаток и сме пресреќни поради вака одличното представување. На меѓународниот фестивал кој што се одржава во општина Стражица во Бугарија, јас земав свое учество со тоа што учествував во литературното читање. Имаше промоција на мојата книга Љубовта трепери во срцата. Истовремено ова беше можност за моја лична афирмација, но истовремено и промоција на убавиот македонски збор, како и поле за зајакнување на културните врски помеѓу овие две држави. Истовремено после освојувањето на неколку од 40 на награди од домашни и странски литературни конкурси, ова беше моето прво меѓународно представување и публиката беше воодушевена од мојата поезија. Вчера во Инјево се одржа фолклорниот фестивал, а таму учество зедоа и членовите на Академија Евроарт. Првите места секако за Штипјани. Вчера учествувавме на фестивалот на изворен фолклор Гајда во Инјево во силна конкуренција од 12 групи членови. Жирито одлучи да ни ја додели првата награда.
за сценска изведба. Ова е дополнителен потик за сите нас и моментално друштвото брои 100 член. Досега имаме 2 учества на фолклорен фестивал во надпреварувачки карактер. Првиот настап ни беше во Цвети Николе, Тодорица, каде што го освоивме првото место, и вчерашниот настап кој што го завршивме со прво место во Инју. На фолклорниот фестивал во Инју и в Гајда се представивме со жетварски игри и песни од Овчеполијата. Ја отпеавме и жетварската песна Ајде зајди зајди, а инструменталниот дел беше изведен на гајда и на тапан. Воедно земавме и прва награда за женска и машка носија, со која што се и представив. И во наредниот период Академија Еурарт ќе ја стапува на домашни и на меѓународни манифестации. Нерегистрирани мотори и возачи без дозвола се почесто се учесници во сообраќајни незгоди. Синоќа во сообраќајна несреќа повреден е 19 годишен Свети Николчанец кој со моторот се судрил со товарно возило. 19 годишен мотоциклист од Свети Никола е потешко повреден во сообраќајна несреќа откако се судрил со товарно возило. Итно бил транспортиран во клиничкиот центар во Штип, а од таму и на клиника во Скопје. Младиот возач не имал возачка и моторот не бил регистриран. Ова е втора сообраќајка со потешки последици овој месец на подрачјето на СВР Штип со повреден мотоциклист. Во Кочани со тешки телесни повреди откако удри во возило се здоби 18 годишно момче кој на моторот Хонда превезувал и сопатник, а истиот бил нерегистриран. Мотоциклистите по пешаците се втора најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот, потврдуваат надлежните, според кои едукацијата е прв вклучен во низата фактори кои предонесуваат за загрозување на животите на младите учесници во сообраќајот. Размислување да ги опфати малите велосипедите со мотор и да даде акцент, бидејќи Штип како град кој со својата конфигурација дава можност поголем за употреба на велосипедите со мотор, да обрнеме внимание малку повеќе на тие учесници во сообраќајот, да ја сватат суштината, проблемот, последиците од настанувањето на незгодите. За поголема безбедност на мотоциклистите како учесници во сообраќајот, надлежните апелира на задолжително носење на заштитните кациги. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а особено возачите на мопеди и мотоцикли задолжително да ги носат заштитните шлемови. Бројот на мотоциклисти е во постојан пораст. Само во Штип има над 3000 велосипеди со помошни мотори и мопеди. Законот за овие возачи предвидел високи парични глоби кои се движат од 50 за неносење кацига до 300, односно 500 евра за нерегистрирани мотори и управување без возачка. Оваа година само на подрачјето на Штип двајца мотоциклисти се здобиле со повреди во сообраќајни несреќи, од кои еден потешко. Покрај Свети Никола и Кочани, полицијата евидентира сообраќајни несреќи со двајца повредени мотоциклисти од Делчево, кои се судриле на планината Голак, кога еден од теренските мотоцикли се запалил. Заврши 53-тото издание на Драмскиот театарски фестивал во Кочани. Гран при наградата ја освои театарот при Младинскиот образовен центар, а актерите од Драмското студио при Кичевскиот дом на култура ги добија наградите за машка и женска улога. Со доделување на гран при наградата за представата, илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа, во изведба на Младинскиот образовен форум од Скопје, заврши овогодинешното 53-то издание на ДАФ во Кочани. После 3 години напорна работа на оваа екипа Кунстверкштат која се труди да постигне некаков квалитет, иако сме сите аматери, некако е убаво чувството да се добие признание за работата која сме ја правеле изминативе неколку години. Публиката од година во година расте, а селекторот на годинешниот ДАФ Дарко Спасов од пријавените 35 представи за учество одбрал 13 представи во 3 категории. Ношна успешна недела, 13 представи, 4 детски и 3 придружни манифестации. Ме радува фактот дека од година во година имаме се повеќе и повеќе публика.
на што туку завршениот драмски аматерски фестивал во Кочани, членовите на аматерскиот театар при Центарот за култура од Кичево освоија 2 први награди за представата Големи и мали од Бошко Смаќовски, а во режија на Михајло Петревски. Уште еднаш честитки за ракометарите на Вардар, а ние во нашиот дневник информираме за локален спорт. Пинг-понгарскиот клуб шампион ЕФА од Штип го освои второто место во Суперлигата на Македонија. Нов шампион е работничкиот Скопје, а УГД од Штип го освои третото место. На завршниот плей-оф турнир што се одржа во Скопје настапи екипите на Вардар и на работничкиот Скопје и штипските екипи УГД студент и шампион ЕФА. Екипата на шампион ЕФА забележа 3 победи. Најнапред го победи Вардар со резултат 5:2. Потоа УГД студент со 5:0 и тимот на работнички со резултат 5:3. Сепак, бодовната разлика од регуларниот дел беше пресудна, екипата на работнички да го освои првото место, а шампион ЕФА да биде втор. Тимот на УГД студент загуби и од работнички со 5:1, а го победи тимот на Вардар со 5:0, со што го освои третото место во Суперлигата на Македонија. Кога сме кај тимот на шампион ЕФА, нивниот член Лука Стојчев со своите 9 години обезбеди учество и настап за македонската репрезентација на Балканското пионерско првенство, што ќе се одржи во Албена, Бугарија. Лука Стојчев утре вторник ќе патува за Албена како потврда на констатацијата дека иако клубот се судрува со проблемот на просторни услови за тренинг и со финансиски средства, ентузијазмот, љубовта и желбата кон пинг-понгот се посилни од се. Клубот достоинствено го најавува и јубилејниот 5-ти поред меморијален турнир Борче Кикиритков, кој меѓународен карактер и на кој ќе настапат пинг-понгари од повеќето соседни земји. На меморијалниот турнир ќе се надпреваруваат пинг-понгари во пионерска, јуниорска, сениорска и во апсолутна категорија и ќе се одржи на 17 и 18 јуни во спортската сала на основното училиште Тошо Арсов во Штип. Фудбалскиот клуб Кежовица од Штипско Новосело го освои првото место во Општинската лига на Штип и од есенва ќе се надпреварува во третата фудбалска лига Исток. Овој историски успех беше проследен со пригодна свеченост на предавање на шампионскиот пехар, ревијален надпревар на некогашните легендарни играчи и на крајот со величествен заеднички коктел со играчите, раководството и со бројните помагатели и спонзори. Фудбалерите на Кежовица први го истрчаа првенствениот круг и величествено го истрасираа патот од Општинската лига на Штип кон третата фудбалска лига Исток. Од десенва на фудбалската карта на Истокот на Македонија ќе фигурира достоинствено и името на Кежовица како доказ дека во легендарното Ново село од секогаш се милувал фудбалот. Новото раководство на Кежовица начело со председател Зоран Саздов Шилец, секретарот Зоран Панев, шефот на стручниот штаб воедно и капитен на екипата Драган Митов и тренерот Кире Дириволов се потруди и обезбедија максимум елементарни услови, како и добар играчки кадар и ја имаат заслугата за новиот Феникс на оваа симпатична екипа, која гаи невидени спомени кај верните симпатизери. На последниот надпревар не се појави екипата на Балкан, но кога што е редот, председателот на Општинскиот фудбалски сојуз на Штип Дејан Здравков на капитенот Драган Митов му го предаде шампионскиот пехар. Вреди да се споменат имињата на Постолов, Џонов, Кангалов, Митев, Костадинов, Стојанов, Папаров, Тасевски, Костадинов, Трајче, Поддимитров, Михајлов, Николовски, Мицев, Атанасов и Митов, кои го понесал главниот товар и се изборија за овој успех. Ревијалниот надпревар беше прилика и ретка можност на теренот во исто време и на исто место повторно да се најдат некогашните играчки величини, кои кариерата ја обликуваа на овој терен, а играчки блескаа во многу други реномирани и респектабилни екипи. Имиња не споменуваме од респект и почит кон сите оние кои се заслужни, но од разни причини сепак не беа во можност да го споделат овој славенички настан. Заслужени признани и награди се доделија на Тоше Ристов Розата, Сане Гапев, Огњанчо Јованов, Ванчо Насев, Горан Туневски и многу други, што би се рекло на личности со различни спортски профили и функции, како и на помагатели и спонзори. Токму овој ревијален надпревар беше можност и прилика за последна свирка
односно улогата на главен судија, за последен пат во кариерата имаше Стојанче Саздо Шилец. Од теренот крај Кижовица, славеничката еуфорија се пресели на заедничкиот коктел, организиран во чест на овој драгоцен за Ново село фудбалски момент. Толку во понеделничното издание на информативната емисија Дирис телевизија. Благодарност за вашето внимание и имајте пријатни моменти со сето она што следи на вашата програма.